Светот е полн со различности. Сите сме толку различни едни од други. Различна раса, различни религии, различни обичаи, танцови и храна. Според светските трендови на конфликти помеѓу луѓето кои се различни, ќе си помислиме дека можеби не може да постои соживот помеѓу различностите, дека не е возможно да се спојат две култури на едно место и да функционираат во целост. Денешната епизода ќе започнеме со уникатни острови, кои се уникатен пример за тоа дека сепак може да постои совршен микс. Дали можеби сте се запрашале што би се случило доколку би направиле експеримент и би ја споиле Африка и Европа во една нација? Не мораме да се прашуваме, одговорот го имаме во денешната епизода, во која ќе го посетиме Кейп Верде, или како што локалците го нарекуваат Кабо Верде. Острови држава нација која е комплетен микс на европјани и африканци и кои се едни од најубавите луѓе во светот. На знамето на државата има 10 звезди и тие ги представуваат 10 поголеми острови кои сочинуваат нацијата. Островите се прилично различни. Сал, Боа Виста и Мајо се рамни и песочни острови. Додека островот Фого, чије име значи оган, јасно укажува за природата на островот и има се уште активен вулкан. Ние имавме можност да снимиме и да поминеме едно попладне на најголемиот остров Сантијаго и да ја посетиме најпопуларната локална плажа. Кабо Верде има прекрасни плажи и туристи преку целата година, бидејќи островите имаат 350 сончеви денови годишно и водата е постојана со идеална температура помеѓу 23 и 26 степени. Има многу туристи кои живеат во се што приубавите острови нудат, посебно во спортовите на вода. Но и локалците живеат во природата и се познати како едни од најзгодните во Африка. А како не би биле згодни кога цел ден сурфаат на плажа? Изгледаше толку убаво и лесно кога локалецот Кук сурфаше, но не беше воопшто лесно за мене. Пробав еднаш, па повторно, и повторно неуспешно. Facciamo schivi con Cook. ¿Qué es su nombre? ¿Qué es importante Kevin para hacer eso? Só espelho uma vez. Assim, ó. Aqui. Tá. Bem fixo. Но и покрај јасното објаснување, повторно бев тапа. И дефинитивно за мене бич серфинг останува за некоја наредна прилика.